Ја прашам. Текст на предлогот на Адев, пора Пративме дам чува. И добро вечер, почитувани гледачи, добродојавте во среда едишн на Тешки муабети со мене Стефчо Екимовски и Милош звани Миќо или Чичин, како сакате да наречете го. Денес ќе разговараме на повеќе теми. Според мене најважна тема за денес е она која што го одбележува и денешниот датум, тоа е 27 април. Денеска ќе ги спомнеме, како и во секоја емисија, впрочем, уставобранителите, луѓето кои што заглавија 2 години робија, затоа што се обидува во собранието да го спречат, да ја спречат промената на името, да спречат промена на устав, иако некој тоа сака да го прикаже како обид за спречување Зоран Заев да ја превземе власта. Еве и така да го дефинираме, тие луѓе знаеа, како што и многу мина други знаеа, дека власт на Зоран Заев ќе значи и промена на име и губење на идентитет. Затоа мислам дека таа треба да ни биде централна тема денес, особено во светло на оној споменик на УЧК, споменик на терористичка организација кој што се подига во Липково. Не знам колку метри е висок, но е многу висок, од прилика 40 на 50 метри сигурно, со кој што се глорифицира терористичката организација УЧК, иако нели нашите прогресивни политичари сакаат да ја наречат таа организација за човекови права. Во контекст на тоа ќе споменеме и темата со споменикот на Ќосето и исто така галамата која што се дигна околу тоа. Галама која што ја дигаат генерално идиоти и луѓе кои што впрочем не се запознаени со сопствената историја, галама заради тоа што нема што друго да кажа. Ке зборуваме и за недостатокот на природен газ. Како што знаете, вчера Газпром го прекина снабдувањето на Бугарија со газ, а ние имаме единствениот наш конектор кон некоја гасоводна цевка е токму со гасоводната цевка која што доаѓа во Бугарија од Русија под Црното море. Ке зборуваме и за локални теми од Карпаш и така и ќе започнеме емисијата со теми од Карпаш. Екимовски, почнавте да гасите светло. Или што би рекол Чом, кој го изгаси светлото? После 01 час од ноќ. Толку критична ситуација, да владата најави некакви мерки, ама... Па сите викаат владата нек ни даде пари, а на владата кој да ја даде пари? Ја гледам дека за 3 месеца ги потрошивме сите пари што ни се планирани во буџет за оваа година. Планирани беа 13 милиона, зашто сме потрошили и претходната година 13 милиона за цела година, за 3 месеца се потроши. Сметките од 2 милиона денари месечно отидоа на 7 милиони. Тоа е 5 милиони плюс секој месец или преку 80.000 негде, 82-3.000 евра плюс секој месец. И со ова штедење набавивме 173 тајмери и рестораните работат до 12 часот. Значи, ние оставаме 1 час плюс да можат сите да се вратат нормално дома. 01 часот се гаси светлото до 5 сабајле. Зошто? За да заштедиме и повторно можеме негде 30 на 32-3% да заштедиме. Повторно останува 32-3%, се негде околу 2 милиона и нешто. Пак ни останува уште 3 милиона да плати општината. Општината треба други делови да ги земе. Од, не знам, ужинките на децата, од децата во градинките што треба да реконструираме. Значи, од таму ние мора да ги земеме тие пари. И ние имаме 2 опции на располагање. Едната опција е да штедиме, светлото кога
најмалку им е потребно на граѓаните и втората работа е да ја зголемиме цената на уличното осветлување. Сега плаќаме 150 денара по тарифно броило. За да ја покриеме оваа сметка, ние треба да плаќаме негде околу 500 денари. Јас сум поборник, ако сака, граѓаните ќе одиме и на референдум, па нека одберат тоа што мислат. Ние во моментов треба да дадеме пари што ги немаме, односно треба да ја задолжуваме општината. За овие 6 месеца јас успеав досега да вратиме 2,5 милиона евра долг. 2,5 милиона, од 5,5 сега имаме уште 3 милиона евра долг. Сметам дека горе-доле до крајот на годината ќе дојдеме блиску до нулата. Мене ме одбраа граѓаните да ја консолидирам општината, не да ја закопам. Впрочем, јас штедам на се. Верувате, јас мобилен телефон не користам од општината. На минимум е сведено службеното возило кое ме вози мене. Многу често јас повеќето од деновите јас на работа одам и доаѓам со собствено возило. Немаме еден денар за репрезентација потрошено. Немаме денар за службено патување. Значи се е ставено на штедење за да можеме да заштедиме и да ги вратиме долговите, да можеме нормално да функционираме. Сега сме во една ненормална ситуација затоа што имаме енормно зголемување на цените. Овие што гледам, има луѓе што негодуваат, имам едно прашање. Дали во ходниците дома или во собата им гори светло цела ноќ додека спијат? Ние сме, кога јас станам градоначалник во Карпош, ние функционални светилки имавме негде 2200 светилки. Јас Карпош го оставив со преку 5000 светилки, нови. Значи, јас сум тој што Карпош сум го осветлил и на граѓаните за нивно нормално функционирање обезбедуваме светло како што треба. Сега, кога ќе почне доаѓа летниот период, се намалува ноќта, меѓутоа ги вклучуваме рефлекторите на спортските терени кои многу голтат струја. Сега некој ќе рече зошто не ги преориентирате на еве да ставиме лед, само на рефлекторите да ставиме лед 50.000 евра ни требаат пари само за таа работа. А замислите 5000 светилки ние да замениме за лед. Има други варијанти. Во најголем дел од европските земји ноќно време после 11 часот, секоја втора светилка не свети. Значи, секоја втора свети, другите се изгасуваат и на таков начин ама во најголем дел од Европа нема стапка на криминалитет како што има во Македонија. И сега ова го зборувам од аспект на тоа дека улично осветлување е важно заради безбедноста на граѓаните и на нивниот имот. Ајде не се лажеме. Карпош претежно, Карпош 1, 2, 3, 4, да не се лажеме. Има претежно згради. Сите кражби се направени и со камери снимани, гледани и никој апсолутно не е откриен. Ние имаме случај во училиште каде господинот ја отштрафува камерата со штрафцигер, му се гледа комплет ликот, ние до 10 години не знаеме кој ни ги крадеше камерите од едно училиште. Значи колку граѓани има на камери што ги фатиле крадците и никому тоа не е услов дали ќе има криминалитет и не. А в крајот на краиштата има друг орган кој треба да се грижи за криминалитетот. Значи криминалитетот има превенција, криминалитетот има контрола на луѓе за кои што се знае дека се склони кон криминал, значи има други органи. Ние сега се наоѓаме во енергетска криза и се прилагодуваме према енергетската криза. Штом ќе обезбедиме ние доволно средства за да можеме да примениме други техники, тогаш ќе преминеме на тоа. Кога сме во нормални услови, ние не имаме нормално осветлување. Јас во текот на минатиот четврток разговарав за тоа да инсталираме отприлика 1 мегават соларни колектори кои што ќе го покријат целото улично осветлување. Тоа ќе ни чини негде 750.000 евра и отприлика тоа ќе успееме, значи за некои 2 години ние да си ги повратиме парите кои што ќе ги дадеме, меѓутоа ние во моментов немаме 750.000 евра. И тоа е тоа. Добро, сте пробали да ги земете тие 750.000 евра преку не знам како проект, како грант од оние пари кои што се за зелен фонд. Ама вие кои што не работите во оваа дејност многу лесно зимате пари од секаде. Така да пробаме, чук, добар ден, 750.000 евра имате да ни даете, па тоа се процеси.
од Светска банка или било кого да добиеш ти било каков грант Не збораме за или Светска кредит банка. или не за било каде, па вас ви треба најмалку 2 години. Јас не зборам за Светска банка, Најмалку јас 2 зборам години. за зелениот фонд кој што се полни од парите од секој литар гориво, наточен. Најмалку 2 години ви треба за да можете да аплицирате, да добиете, да направите проект, да Во Министерство за животна средина. Карпош планира да инсталира на училиштата отприлика 1 мегават со кој што ќе покрие целото улично осветлување. Се зголемува денното, односно се намалува ноќта, ќе видиме како ќе биде потрошувачката, ќе видиме како е ова. Јас цврсто стојам на тоа дека И ние ги се за економските мерки кои што ги предложи владата, односно кои што ги донесе владата. Економските мерки за оваа криза беа како се вика зелена енергија во општините. Добро. Зелена енергија во општините како би обезбедила владата ако не преку овој фонд? И зашто би требало 2 години да чека било која општина да земе пари од овој фонд кој што се полни? И па кажете ми од една секој државна литар? институција што се напојува со електрична енергија преку зелениот фонд. Па еве нека биде Карпош прва. Па еве нека биде, значи треба да се направи проект. Енергетската криза почнува негде од февруар месец ова ни се случува. Поготово со војната во Украина. Претходно негде од октомври има општини кои што настрадаа од октомври и не преземаат ништо, туку трупаат долгови. Ќе дојдат во ситуација каде што нема да имаат никакво светло. прогласија Не од неколку 1 саат, општини него прогласија. од 8 саат навечер ќе бидат во црна темница, затоа што нема да може да ги платат сметките. Да, неколку општини прогласија исто банкрот и земаа кредити од по банкиве, од комерцијални банки. Земаа И? кредити за да задоволуваат долгови, струи да плаќаат, такви работи, сметки. И па какви домаќини ќе бидеме ние ако земеме кредити за да платиме електрична енергија која што треба да свети од 1 саат до 8 или до 5 кога сите спиеме. Има едно прашање кое што е надвор од локална самоуправа, ама во рамки на политика која што е за сега токму вас, тоа е прашање од гледач кој што прашува дали сте што станува во коалиција со ВМРО или тезите на ефто за стружување со СДС може да бидат реални. Јас сум во коалиција со ВМРО ДПМН. Многу често ова го поставуваат како прашање членови на ВМРО ДПМН. Тие треба да се преиспитаат дали нешто има причина да не бидеме во коалиција. Веројатно треба да се праша ВМРО ДПМН. А не мене да ме прашува дали останувам јас во коалиција или не. И да поминеме на малце по-генерални општи теми, а тоа е... Само на кратко, Александар, да се вмешам. Мене не ми е јасно сега владата, односно ЕЛЕМ се пофали, ЕСМ се пофали дека дури 64% од потребите за електрична енергија во Македонија се задоволени од домашни извори. Сега мене не ми е јасно, во 2016 некаде 67% цело време околу тој над 60% се движи домашното производство на енергија за потребите на државата. Зошто сега не се намали цената на струјата? Знаеме дека во Рек Битола имаше неколку големи кварови, хавари кои што не ни дозволија да имаме домашно производство во оние критични месеци кај што се трошеше многу струја. Зошто сега немаат граѓаните помали сметки за струја? Зошто општините немаат помали сметки за струја? Еве да ти објаснам. Машините кои што копаат јаглен трошат ли нафта? Резаните делови се ли покачени? Нафтата е ли покачена? Тоа значи експлоатацијата на јагленот станува поскап. Згора на тоа, бидејќи нашиот јаглен во Рек Битола не е со доволно калорична моќ, се вбризгува мазут. Тој мазот исто е нафтен дериват кој што расте на светската берза и како резултат на тоа се зголемуваат трошоците за производство на електрична енергија во Рек Битола и не може да се намали цената. Ние не само дали општината, дали било кој, значи ние треба да сите да се вклучиме во штедење. Јас неодамна разговарав со еден собственик на големите маркети. Ми вели од 3 фрижидера направивме, значи целата стока е ставена од 2 фрижидера, значи на 3 правиме 2. Ако биле 6, сега се 4 фрижидери. Ноќно време комплетно ја гасиме струјата во маркетите и на паркинзите ноќно време комплетно ја гасиме електричната енергија и успеваме само 20% да намалиме од трошоците.
Инаку не знам дали знаат граѓаните. Граѓаните плаќаат бенефицирана тарифа на електрична енергија и затоа не ја чувствуваат толку оваа енергетска криза, за разлика од нив фирмите, предпријатијата, секој стопански субјект има зголемување од 3,5 пати. Денеска разговарав, например, бев на преглед некој во градска болница и директорот вели од 4.000 евра месечно, сега плаќаме 25.000 евра месечно струја за градска болница, не знам од каде ќе ги најдам парите. Значи сите институции, предпријатија и така натаму, товарот на целата оваа криза, на целиот овој пораз, практично е паднат врз предпријатијата, врз дуќаните, врз кафеаните, врз кафичите и практично тоа ќе доаѓа до затварање на многу субјекти, а со тоа и за затварање на работни места. И сега на тоа кога додадем и оваа информација дека Газпром нема да извезува повеќе природен газ во Бугарија, а единствен доток на природен газ за Македонија е токму преку оној конектор кој што Никола Груевски го отвараше, ако се сеќавате, во Клечовце. Веројатно кризата нема да стивнува, напротив ќе се интензивира. Да, тоа беше Турски поток. Турски поток 2, мислам, или како се викаше, и гледате дека тој сврте према Србија, требаше да пројде низ Македонија. Значи тој ќе беше само за нас и Србија и нагоре према Маđарска ќе оди и ние сега можевме непречено тој да се снабдуваме, меѓутоа ние се третираме како непријателска земја на Русија и ние сме должни да купиме во рубли. Ако не можеме да најдеме рубли, тоа значи дека не можеме да добиеме газ од Русија. Но добре, ние и да купиме газ во рубли, тој треба да помине преку цевководот кој што е во Бугарија. Да. Ама Газпром, тој цевковод го става во употреба. Да, бидејќи истиот гасовод во моментот го користи и Бугарија и ние, затоа главниот гасовод е до Бугарија, да, па ние имаме приклучок. Да, приклучок имаме таму. Инаку Европската централна банка одлучи прилично тајно да ја зголеми емисијата на еврото, со тоа порастот на нафтените деривати и гасот од Русија практично да се финансира, да се плаќа од емисија на евра, меѓутоа Русите тоа презема мерки и практично затоа рекоа да се плаќа во рубли, што значи дека тој трик не успеа и рублјата ја врза за цената на златото. Како расте цената на златото, така ќе расте рублјата, а на таков начин практично и ја зајакна рублјата. Гледаме дека Полска е земја која што рече нема да користи руски газ, имала алтернативи, имала резерви, да, доаѓа лето, има резерви, имаат излез на море кај Гдајнск, веројатно ќе набавуваат со танкери компримиран, односно течен газ, меѓутоа тоа е во ограничени количини и тој не може да ја снабдат со течен газ цела Европа од нафтени шкрилци. Можете да замислите колку ќе чини превозот, колку ќе се каже зголеми превозот, колку пари ќе чинат танкерите. Тогаш многу ќе биде поскап овој газ од тој што го имаме таму. Лани октомври, ноември, метар кубен газ според зборовите на Димитар Ковачевски бил околу 600 евра. Сега е веќе над $2,000 или 2.000. Сега, ако Кина добие ефтин газ, а овие плаќаат уште поскап од шкрилци, тоа значи кинеските производи натаму ќе бидат уште поконкурентни на светскиот пазар и кинеската економија уште повеќе ќе зајакнува. Ама ние имаме ембарго кон Русија, имаме санкции воведено. Па членка на НАТО сме, мора да имаме ембарго, не може без ембарго. И сега по кого ќе се удри тоа? И каков бенефит во суштина имаме ние од тоа? Ќе се удри најмногу врз Украина, потоа секако врз Русија, врз Европа. Не збораме за нашите санкции. Ќе се удри и врз Америка. Најмногу ефекти позитивни ќе има Кина. Инаку Германија веќе зголемувањето на цените што се случува сега во Германија, значи тоа го надминува 40 годишниот просек. Значи во 40 години колку се зголемувале цените и инфлацијата, во моментов тој просек е надминат, значи за последниве 40 години. Тоа ќе доведе до раст на цените, тоа ќе штом имаме раст на цени, ќе станат одредени производства нерентабилни, тоа значи ќе имаме затварање на работни места, тоа ќе имаме социјални проблеми. И затоа мислам дека војната во Украина час поскоро треба да се окончува,
али како стварите стојат, мислам дека таму нема брзо да заврши војната. Милош, ти имаше еден текст денеска кој што го објави Милан и Украина, ама помнил ни е гасот. Тоа е многу интересна ситуација. Сакав да се вклучам како и да е во разговорот. Значи, сега во моментов има некои десетина компании од Европска унија кои што веќе се спремни да го плаќаат гасот во рубли, 4 веќе почнале да го плаќаат. Тоа збориме за големи гасни компании кои што најчесто се со голем удел, значи има голем удел во нив токму државите од Европската унија. И сега, што е уште по, како да кажем, иронично во целата ситуација е тоа што самата Европска унија им налага на државите кои што се спремни да го плаќаат гасот во рубли, да порачуваат поголеми количини кои што потоа ќе завршат во државите кои што само заради некое морализирање не се спремни да го плаќаат гасот во рубли. Тој газ повторно ќе биде руски. Господинот Јакимовски спомена околу ситуацијата со Полска. Да, Полска вели дека нема да купува руски газ, но тој руски газ ќе транзитира или преку Полска, или преку Северен тек 1, или преку некои од другите гасоводи до Германија, и потоа Германија ќе го продава рускиот газ на Полска. Ме разбирате? Тоа е една многу иронична ситуација. Сега Како се вика тоа, цесија ќе се прави? Да, буквално цесија ќе се прави и тоа е уште еден показател за двојните стандарди за Милош, остаги двојните стандарди. Најголем лом ќе претрпи германската економија. Таа е најголема економија, таа е водачка економија во Европа. Кон таа економија сме конектирани сите. Ако видите, вие ќе видите дека најголем надворешно трговски партнер на Македонија е Германија. Ако таа иде надоле, ќе одиме ние. Најголем надворешно трговски партнер на Србија е исто така Германија. Што значи дека и на сите други земји ние се сите ориентирани према Германија. Ако Германија иде надоле, ќе одиме сите надоле. Тоа значи дека ќе имаме увезена инфлација, нема да биде работата добро и вистинските ефекти од оваа работа ќе ги почувствуваме негде на есен. Јас вчера го споделив првичниот текст кој што опишуваше Александар околу прекинот на Газпром на извезување на газ токму во Бугарија. И сега, она што граѓаните често го коментираа кај мене на Facebook постот беше дека дека македонската индустрија не е зависна од газ воопшто како енергенс, но мислам дека забораваме дека автомобилите, голем дел од автомобилите во Македонија се на плин, забораваме дека овие големи странски инвестиции сите работат. Ако не сите странски инвестиции, го користат како пример. Макстил што користи како гориво? Па Макстил Фени. Фени што користи, не знам Европа што користи, Алколоид што користи, тамо Скопски легури што користи. Значи имаме големи компании, имаме училишта во Скопје кои се преориентирани на газ. Ама што користи, како се вика, и топланиве, што користи? Топланите исто така користат газ, така да не е таа работа. Промерти, Шуберт, онаа како беше големата во Кавадарци. Но главната поента е следно, нашата економија е мала и нема толку да го чувствува потресот. Меѓутоа нас ќе ни биде индиректен потресот. Бидејќи ќе паѓа германската економија, тоа значи дека ќе има последици врз нас. Ако германските автомобили се намали производството или забави нивното производство, сите оние што произведуваат за германската или француската автомобилска индустрија во Македонија, тоа значи тие дека ќе намалат производство. Да, а Дрекслер Мајер кој што е извозник на делови за автомобили претежно за германските производители, кој што вработува речи си 10.000 луѓе од тој дел на Македонија. 200.000? 10.000. 10.000 луѓе од тој дел на Македонија. Најверојатно исто така ќе мора да го намали производството, ќе нема толкави народ. Што намалуваат производство, тоа значи дека ќе има отпуштање. Да, тоа ми беше поентата. И сега друго ми е прашањето. Можно ли од ова сценарио... Тогаш ќе видиме, струја, не сме имале улично осветлување после 1 сат, ќе видиме во какви тешки ситуации ќе дојдеме. Прашањето ми е, можно ли е сега од оваа ситуација да излеземе или, например, да ги намалиме ефектите од оваа криза со она филозофија која што ја користеше минатата влада на ВМРО ДПМН, тоа е во економска или финансиска криза, да се зголеми нивото на инвестиции или да се направи онаква градежна експанзија како што имаше тоа е многу тешко. Со тоа што потпишаа 3000 денари да се зголеми, да се минималната плата.
имаат верижна реакција во делот на образованието, во дечјата заштита, тоа се прелева социјална заштита. Мислам дека ќе се прелее кај целата администрација. Значи, тоа се отприлика, мислам дека некои дополнителни 200 милиона. Нема од кај да се земе, освен од намалување на капиталните инвестиции. Значи, двете ноги ни се во една кондура. По моје мислење, владата малку непредпазливо влезе во овој процес на зголемување на плати во услови кога влегуваме во криза, а пазите се што ќе се случи. Од една страна ќе ги зголемувате буџетските расходи, а од друга страна се најавува рецесија во која што вие ќе имате отпуштање на работници од работа, значи ќе имате помалку ДДВ, ќе имате помалку персонален даван, ќе имате помалку приходи во фондовите, фонд за здравство, фонд за пензиско, тоа ќе мора све да се покрива од буџет и значи Има и шпекулации дека владата барала 900 милиона евра кредит од Светска банка. Ковачевски не ги ни потврди, не ги ниту демантираше тие шпекулации. Ама они ќе ни дадат кредит. Ама 900 Ама милиона. ние колку имаме GDP, ќе испаднеме 100% од GDP-то да бидеме задужени. Веќе сме над колку? Над 6 милиарди сме. 65%, 6,5, колку става? 10,5 милиарди е GDP-то. Буџетските расходи ни се 4,5 милиарди. Се збориме за 900 милиони евра кредит. Тоа е потврдена веќе, Александар, информација, бидејќи утринава министерот за финансии Фатмир Бесими потврди дека се бараат услови за да се добие нов заем од 900 милиони евра. И се тоа што е многу за мене невкусно е тоа што не се бара за развој, туку за покривање на буџетски расходи. Да. Тоа е страшно нешто. Да. Тоа е страшно нешто. И ние не гледаме дека во моментот некој размислува да штеди. Еве, јас сум одлучил во еден дел да штедам. Ја не гледам некој одлучува да штеди или превзема мерки за алтернативни, за намалување на расходи, или не гледам дека ние преземаме мерки за зголемување на производство, на земјоделско производство, на храна која што ќе биде енормно скапа, ќе порастат трошоците. Ја не гледам зошто не се либерализира тотално производството на обновливи извори на енергија. Туку имаме тешки процедури, лиценци, концесии и така натаму. Сега во оваа ситуација ние подхитно, ако некој ни треба закон да биде со европско знаменце, подхитно да се донесе, ни треба тој закон за што е можно повеќе луѓе да почнат да произведуваат енергија. Дали на ветерници, дали не знам мали хидроцентрали, дали од Добре, фотоволтаични. ќе решиме тој проблем со снабдување електрична енергија, како ќе решиме проблемот со горива. Види, Транспортот, целокупниот транспорт, мисламе, зависен од цената на... Да, цената на нафтата и транспортот си влие врз големување на цените. Веројатно тука најмногу до израз ќе дојде железничкиот транспорт. Сепак трошоците тамо по единица производ се помали во однос на... Да, ќе биде поготово континенталниот дел. Значи, ќе мора да се железниците, вие треба да храните една локомотива која што ќе прикачите 30, 40, 50 вагони и не е исто да пуштите вие 30-40 шлепера. 30-40 шлепера кои трошат по 45 литра на 100 км. Како ќе го решаваме тој проблем? Гасовод немаме, тој што го имаме конектор не функционира заради Бугарија. Па нели вамо како се викаше? Александрополос, влеговме таму во Александрополос со како партиципиенти во изградбата. Александрополос не е готов, нема ни да биде во скоро време. Дури и да биде готов утре, таму треба да се носи компримиран течен со камиони. Гасоводна цевка ќе имаме, ќе биде компримиран. Русија е трета земја по производство на нафта и нафтени дерivati. Зависно. Некогаш е втора, некогаш е трета. Трета, да. Да. И значи војната во Украина и натаму ќе има сериозно влијание врз повторно јас ќе прашам висината на нафтата и нафтените деривати. Не е компресиран, е компримиран. Компримиран, тачно. Да, компримиран, не компресиран. Компримиран значи оладен на минус 160. А компресиран значи по исто така под притисок. Само под притисок, а не оладен. Да. За војнината течен знаеш, газ. Да. И тој се носи исто со цевка, со цевковод
ама ме е многу поскап затоа што ќе се носи до Александрополос со танкери, со бродови. Она што го сакав да го напоменам кога кажував за овој заемот што го бараме од ММФ е дека ММФ ќе испрати цел тим кој што ќе има увид во ребалансот на буџетот, односно да види дали вие воопшто немало власт, мислам на само е поправи ако грешам, кога СДСМ била власт и Македонија да немала валутен борд од ММФ. Не е тоа валутен борд, него да побара сапорт, да побара подршка од ММФ. Секогаш што ми СДСМ на власт, тука ви обавезно ММФ. Ама фиксно до толку ја Александар, и реално во оваа ситуација ние мора да побараме од меѓународните институции помош. Нереално ние не требаше да стигнеме до оваа ситуација. Јас Ковачевски вели кога го правеле буџетот за 2022 година немале во предвид дека ќе има војна во Украина. Буџетот се прави на крај на година, втора половина на годината. За следната година како се вика Пендаровски вели и тврди дека имале информација октомври-ноември дека ќе има таква ситуација, дека сите држави во соседството се подготвувале за ваква ситуација. Освен Македонија. Како што и самиот премиер кажа, тие немале информација, не знаеле дека ќе има одговорност мора да има. Тоа значи председателот ја чувал информацијата за себе. Како не ја чувал информацијата за себе, знаеме како се споделува таа информација. Секој ден Јас сум бил министер. се добива брифинг. Не се добива брифинг, добивате писмо со зелено и штампано, зелени црти во кои што ви стои или доверливо, строго доверливо или државна тајна, кое потоа треба да го уништите како писмо. И нашето разузнавање покрај политичките, воените, овакво осознание што ги има надвор од државата, има и економско разузнавање кое исто така ги информира одговорните министри, министрот за финансии, министрот за економија, подпредседателите на влада, премиерот, председателот. Мислам дека тука спаѓа и министерот за правда, бидејќи практично тоа е и нормално министерот за одбрана и министерот за полиција. И сега не знае. Чува председателот ја чул информацијата. Знаете што, на време не преземавме мерки да си се обезбедиме од ковид кризата, на време не преземавме мерки да обезбедиме жито, на време не преземавме да си се обезбедиме заради енергетската криза. Некако премногу сме легнати на тоа увод дека нашите стратешки партнери ќе ни ги решаваат нашите проблеми, очигледно дека не може, тие си имаат своји проблеми. И мислам дека тоа не е грешка. Ние мислевме кога ќе влеземе у НАТО, но сите наши проблеми се решени. Ама ние уклучени сме на автоматски пилот и авиончето вози, да не се секираме, нема да заринка. Нигде. Талат Джафери денеска беше во Буча, во Украина. Добро. Како ќе го коментирате тој потек? Па добро, факт е дека се убиени 300 луѓе. Многу, како да кажам, информации излегуваат дека тоа се убиени од руската војска. Дали е тоа така или не е, треба веројатно ќе има квалитетни истраги кои што ќе ги потврдат тие работи. Инаку, она што е битно да се знае дека во вакви ситуации вистината прва е убиена и секој се обидува да меѓународната наклонетост ја добие на своја страна и преку прикажување на жртви. Факт е дека се убиени 300 луѓе, тоа не е мала работа и ние секако дека мора да сочувствуваме, тоа се цивили. Инаку колку што знам, не ми беше прашањето дали ние сочувствуваме или не, секако дека сочувствуваме со убиство на 300 цивили без разлика каква националност биле, што биле, од каде се. Прашањето ми беше околу постапката на Талат Джафери, што ние имаме да ја понудиме на Украина, па да, нели, такви спектакуларни прошки. Добро, Талат е со искуство од... Талат е со искуство, тој од денеска ослободителната војска на УЧК. Да, Талат е со искуство, сега реални да бидеме.
Да, има двојно дезертерско. Да, двојно Па не би рекол дезертерство. двојно дезертерство, беше министер за одбрана, има Талат искуство. беше и дезертер од ЈНА и дезертер од Араба. И Тоа не член знае на да- терористичка Вака сега да ти организација. кажем една работа. Дезертери, ама не принудија да седнеме да подпишеме договор со нив. Дали биле дезертери или не принудија да Јас не подпишеме реков дека не се Охридски раков дезертери и тие кои што седнаа да подпишуваат договори со нив. договор. Тоа е друга работа. Значи, во ниеден случај не ги амнестирав, но сакам да кажам дека тој денеска ја судеше ситуацијата во Буча како геноцид и воено злосторство. Истовремено Талат Џафери беше дел од терористичка организација која што изврши неколку воени злосторства. Едното е мавровските работници, другото е како се вика Вејце масакр. Вејце, третото е во Тетовско, како се викаше, Брвеница, Да. кога на хотелот беа закачени двајца чувари и на нив беше ставен експлозив. Карпалак, значи, сам да кажам, тој суди што се случило во Буча. Па не А знам, тој не одговараше за Карпалак никој не беше суден, бидејќи Не, никој за ништо не беше суден. за Карпалак немаше покренато обвинение, бидејќи нашите војски беа во движење, значи тоа значи вршиш прегрупирање и ти си легитимна воена цел. Значи за Карпалак немаше, барем колку што јас се сеќавам, немаше покренато било каква. Не, тоа беше на денот кога се Истрага. договори прекин на огнот и се договори Тоа е друга работа. и се договори подпишување А за на овие рамковен други договор. и не само тоа, имаше некоја бомба подметната, 2-3 странци погина, каде беше таму негде? Танушевци. Не Танушевци, друго место беше. Кумановско негде беше. Кумановска на Опсе Да. джип Тројца мислам. или на Кфор, како беше? Но добро, да не се навраќаме на тие работи. Не се навраќаме, но околу кредибилитетот ми беше разговорот и дилемата со каков кредибилитет тој човек денес зборува за... А сега како кредибилитет, тој е председател на собрание, како сакаме ние сега. И кога сме околу председател Значи таму не може да стане збор за геноцид, тоа е воен злоствор, убиени се 300 луѓе, тоа е воено злосторство. И ние сите треба да го осудиме. Значи убиство на цивили, било од која страна да е, ние мораме да го осудиме и тоа е за секаква осуда. Пред да преминам на следната тема, 2-3 прашања имаше околу зборот ѓупци. Јас колку што знам Ја не сум рекол такво нешто. Јас слушнав Мислам, тоа дека е- кажавте ѓупци. Ѓупци, мислам, И видите, ѓупци е збор кој што е дел од македонскиот литературен речник и се однесува на етничка група египјани кои претежно живеат во Охридскиот дел. Точно. Да, значи воопшто ѓупци не биле спомнати, мислам таков збор Денески се во извините. мојот речник нема, нити на крај памет, тоа е сосема различна етничка група, очигледно има луѓе кои што од све прават политика. Ја немам намера да се карам со ниедна етничка заедница, туку напротив апсолутно, а најмалку пак со ромите во Македонија и ромите во ниту еден момент, во ниту еден контекст не беа спомнати, така да тоа е, дури гледам дека прават клипчиња каде што тоа его тргаат. Значи не е туку да излезе дека сум рекол ѓупци, што е крајно безобразно и поигрување со чувствата на граѓаните. Безобразно е што и истите тие, да речам, манипулатори на социјални мрежи, истите тие, како да ги наречам сега, новинари, не се медиумски работници, можеби, манипулираат со вадење од контекст на низа на работи. Јас би се обратил до на орда на врескачи кои што веројатно немајќи што попаметно да кажат или зашто попаметно да критикуваат, се фатија за изјавата на Данела Арсовска, градоначалничката на град Скопје, тука во емисија, на моето прашање дали знаат каде е споменикот на Лазов Јанев Ќосето и дали планира градот Скопје да го врати споменикот во каде што беше поставен пред Врховниот суд. И гледам дека многумина ја вада таа незиниот одговор надвор од контекст.
Градоначалникот на Скопје тука во емисија, во онаа емисија која што оди секој понеделник, убаво објасни дека тие го барале споменикот од проста причина што тоа е имот на градот Скопје. Тоа е дониран на градот и тоа е имот на градот Скопје. И е платено пари за тоа. И е за тоа се дадени пари. Мора да се знае каде е, па утре дури и да се топи, мора да биде книговодствено евидентиран. Каде е? Тоа е по мене вака логично резонирање. Затоа дали ќе биде поставен, градоначалникот на град Скопје рече дека ќе ги праша граѓаните дали ќе биде, дали сакаат да биде поставен и ако сакаат каде. Но никаде немаше изјава во која што таа вели дека Андон Лазов Јанев Ќосето, неговиот споменик ќе биде поставен во градот Скопје. Но тоа се вади од контекст и група на овие врескачи, слободно можам да ги наречам идиоти, се напали и еве ги трет ден веќе ја креваат тема која што практично не постои. Истовремено во Липково се гради споменик на УЧК 35-40 метри. Пушти го Иван споменикот. И истовремено тие кои ќе видиш по социјалните мрежи збор не пишуваат против Иван Ванчо Михајлов. Не, тие ги нема за Ванчо Михајлов. За Ванчо Михајлов не. Ги нема за овој споменик. Истата структура е тоа. И за овој споменик на УЧК, остави го така нека трепне. За овој споменик на УЧК во Липково ги нема. Ова е споменик на терористичка организација која што вршеше терор во Република Македонија пред 20 години. Не збориме за терор кој што како Ќосето пред 150 години. Да, исклучиво. И ги нема, збор ги нема да кажат. Се претпоставам дека тука нема ни дозвола за градба, нема ништо. Спорна беше за нели еве и за Петреши. Не верувам дека нема дозвола за градба, бидејќи локалната самоуправа претпоставам дека тоа го решила, затоа што може тоа да се направи. Тврдам дека нема. Александар, Тврдам дека нема. многу Ја не голем. верувам. Ако може само накратко да ви се вмешам во разговорот. Јас го пишував тој текст. Многу голем проблем е што еве сега се скандализира една таква изјава во која што градоначалничката де факто кажа дека граѓаните ќе кажат каква ќе биде судбината на тој споменик, а се заборава дека Петрич Илегов тврдеше дека споменикот на Ќосето е првен дивоградба, за потоа да се испостави дека има одлука на Советот на град Скопје и тој споменик не е дивоградба, за потоа да каже дека на местото на споменикот ќе посади дрво на правдата, на кое што ќе стои плоча со членот 10, мислам дека од повелбата на Обединети нации за човекови права. Ниту тоа се случи. Кој е тоа дрво на правда? Па требаше, И како ќе му ставиме плоча, не ми е јасно. Не знам која му беше идејата. 2500-600 дрва во град Скопје пред заминување од мандат Петреш Илегов ги има зацементирано. 2500 или 600 дрва. Како ќе цементира? Засадени дрва, наместо да се направи околу нив оквир, каде што тие ќе може да се наводнуваат, да дишат, да им растат корењата, ги има зацементирано. Или се бетонирани со бетон, или се бетонирани, или се асфалтирани, или се ставени бекатон плочи над нив. 2500 или 2600 дрва. И оваа група идиоти по социјални мрежи и така... Добре, сега да внимаваме на речникот. Себе наречени, јас сум, нека ме тужат слободно, ако се пронајдат самите, нека ме тужат. Кои се? Упорно ги слушаме како тие се борат за некаква зелена агенда, за несечење дрва и не знам што. Во исто време, истата оваа група, например, Зелен центар или како се викаше таа една невладина организација, која што се залага наводно за некакво зеленило во општина Центар, бара од градот Скопје побрзо решавање на статусот на треска, таму да се изградат 35 згради. Невладина организација која што е нели зелена. Бара изградба на 35 згради на местото на поранешната фабрика Центар. Тоа се тие лицемери. Александар, све е тоа политика. Ама тоа се е политика, ама не може секоја политика градоначалник, не може секоја тема стана политика, и меѓунационалните односи станаа политика, гледаш ти споменик станува политика, споменик е политика, не знам, кога е... нафтата стана политика, електричната енергија стана политика, кај нас се политика. Океј, нека биде се политика, ама нека биде принципиелна, не може да биде политика не принципиелна, не може истите луѓе кои што галамат за исечено дрво во општина Карпош,
утре ден да бараат ги изграда на 35 згради. Александар, ние можеме ли да воспоставиме ред и да имаме планско садење на дрва? Како што треба проект за било што да направам, исто така проект за садење на дрва. Дрво, ние сега садиме дрва, кај ќе стигнеме? И кој сака, каде сака сади дрва? Дали тука е предвидена во изминативе 50 години улица или не, никој не води сметка. Дали се предвидени спортски терени, дали е предвиден булевар, дали е предвидено училиште, никој не води сметка. Сади дрва, за да последен ден кога тие дрва, за да се реализира урбанистичкиот план, односно да се пробие улица или булевар, или треба да се направи училиште или било што, треба да се сечат тие дрва. И тогаш ние од тоа правиме политички маскенбал, некој сече, некој уништува дрва, и јас мислам дека час поскоро ние и садењето на дрва треба да го ставиме во законска рамка, со проекти, и секое дрво, значи мора да се погледа прво во генералниот, во деталниот план, дали на тоа место ние можеме да садиме дрво. Ако тука е предвиден булевар, а вие садите дрва, па нормално е дека еден ден тие дрва ќе треба да бидат исечени. Ограничено, вие влегувате во темата професионално. Па мора да видиме, ама сега тие што најмногу критикуваат и се против сечење на било какво дрво, мора исто така да се трудат да бидеме максимално професионални. Зашто не е ли греота да насадиме некое дрво и после 5 или 7 или 10 години да го исечеме? Греота е за дрвото. Ќе насадиме таму каде што навистина може да се без при тоа после дрвото да има последици. И секое дрво мора да има свој картон, мора да биде означено, мора да биде обележено, мора да биде внесено во евиденцијата. Има дрва кои имаат болести, се третираат од болести како што има човек здравствен картон, така и дрвото мора да има здравствен картон. Да, тоа е законско. Зашто и дрвата имаат заболуваат. Да, има. Па има едни дрва во близина со други не се трпат ради, не знам, ради едни создаваат сенка ваква, други таква. Значи, ние сега садиме, никој не води сметка каде се сада дрва. Апсолутно се согласувам. Вие зборувате, професионално ја зборувам за принципи на политика. Кај нас политиката е станата апсолутно непринципиална. Станата е, убаво кажавте, маскенбал. Ние немаме политика, ние имаме маскенбал. Имаме така наречени политичари, невладени. Имаме поставка за денационализација на одредено земјиште, значи има собственици. Во моментов тоа се води како државно земјиште, вие идете садите дрва. А тоа за 6 месеца ќе биде нечи имот. Прво е греота за дрвото да го насадите и потоа да го сечете. Греота е. Тоа е жив организам. Ќе има некој друго поцелисходно место каде што треба да се насади. И затоа јас сум поборник да строго почитување на урбанистичките планови таму и пред зграда. Каде може, а каде не може. Значи во проектите за зградите точно треба да се предвиди каде ќе сади. Зашто дрва се садат, пазите, се садат дрва, зашто имаме проблеми со канализациите, фекалните. Оние што излегуваат од зградите. Најмногу има проблеми зашто граѓаните кога наоѓале некое дрво, го саделе, корењата нормално идат надоле, излегуваат одат под цевките, претежно ше пластични цевки, како расте коренот, како се шири, така е пупка цевката, се случува по 2 по 3 години да имаат проблеми нонстоп да викаат цистерни, за да на крај дојде општината, тоа го ископа, го исече коренот за да може да функционира нормално канализационата мрежа, ама тој корен повторно пушта своји делови, како ги викаат, колатерали, и повторно за 7-8 години повторно ќе дојде до пукање на фекалната канализација. Затоа сакам да кажам, и кога една зграда се прави и пред зградата што треба да има значи зеленило и треба да има дрва, точно треба да се предвиди кај ќе биде дрвото, кај ќе оди трасата на истото се случува со уличното осветлување. Истото се случува со електричната енергија. Бидејќи сега каблите ги носиме под земја. И се може да мислите вие коренот иде под кабелот, како расте, кабелот е оптегнат и така со тек на време ќе го пукне кабелот и вие мора да копате по тоа. Значи дали се работи за ние имаме случаи каде што пукаат 10 киловолтни кабли. Улично осветлување пука, напојување со електрична енергија. Значи не може ние да се однесуваме така кај стигнеме да садиме дрва.
Мислам дека градоначалник она за кој што Александар еве поконкретно цело време говори е онаа надежка и одреден дел политичари кои што тераат некоја агенда купи ден продај, дека народот многу брзо заборава на она што е кажано и она што е речено и она што е ветено. Да не заборавиме дека Заев и Шилегов кажаа дека сите споменици од Скопје 2014 ќе бидат однесени на буниште во Ѓорче. И тоа буниште во Ѓорче потоа ќе биде претворено во мементо парк. Значи збориме за Александар Македонски, збориме за Ќосето, збориме за Никола Карев. Прво на за... буниште дека си го однесат Ванчо Михајлов. Па после ќе збориме сите останати. Да почнеме од последниот, најсвежиот. Андон Влазов Јанев Ќосето е лик од историјата, од македонската историја, кој што бил екзекутор на организацијата или спроведувач на правда. Значи, и веројатно кога некој ги подсетува на правдата каква може да биде, веројатно тоа ги иритира, па затоа и Ќосето ги иритира. И пред да преминеме на другата тема. Александар, тогаш грешките се плаќале со живот. Така е, немало затвори, додатно затвори. Денеска грешките се плаќаат и политичките неистомисленици не се убиваат, се носат во затвор. Тогаш се убивале. Да. И пред да преминем на темата околу правдата, веројатно сите ние што одиме по судови да сме едно 100 години 80, родени порано. 90. Порано 100 години да сме биле родени порано, веројатно нашите политички противници ќе не убиеле, нема да не суделе. Да, и веројатно тој сентимент на Ќосето ги иритира и веројатно заради тоа и ваква реакција девек Ќосето. Ако некој ме праша мене пред да преминам на следната тема околу правдата, дали Ќосето треба да се врати? Да, ама не треба овој, треба да се направи поголем и да се стави пред Врховен суд и уште еден пред Кривичен суд да се стави. Александар. За да, ако некој мене ме праша. Александар, ја не сум за терање инат. Ама не е терање инат. Ја не сум за терање инат и јас мислам дека, еве, направен е споменик од една власт, од една коалиција или политичка партија. Тој споменик не е направен од власт никаква, тој споменик е донација од Сдружение на егејци во Македонија. Да не се лажеме, не е донација од Сдружение, некој им ги дал парите и така натаму, да ја оставиме тоа. Тие формалности да ги трнеме на страна, затоа треба историчарите да си го кажат своето мислење. Тоа е, мислам, најчестно и напоштено. Историчарите да се отвори дебата. Ако ние отвараме дебата, пазите, со бугарите дебатираме за секоја историска личност, од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, зашто да не дебатираме и за Андон Ќосето? И тоа овде дома да си отвориме дебата, да си каже што имат историчарите, низ една објективна обсервација, научни анализи и така натаму, ќе се утврди тој човек заслужува споменик, не заслужува, дали е тоа вистинското место или не. Ја не сум за инати да правиме. Јас сум сепак кој ќе ставиме споменик да го почитуваме сите. Но на крајот на денот вие сте политичар, јас сум новинар. И јас веројатно можам да кажам. Ти можеш да тераш инат. Ја не терам инат, ја го кажувам моето мислење затоа што моето мислење не е извршно, не е одлука која Александар, на што ќе личи сега да се врати споменикот на Ќосето пред суд, за потоа кога ќе дојде СДСМ на власт, па да го дига, да го фаќа за глава, вака да го врзува и па да го тргува. Мислам дека тоа е циркус непотребен, не прави смешни како нација, не е единствени. Затоа мислам дека постојањето на споменици мора да имаме национален консензус. А консензусот треба да произлегува од историската наука, кој ќе си го каже своето мислење, тоа што ќе го ставиме, ќе го почитуваме сите. Ако за некого мислиме дека не треба, едно е ние, јас како политичар да кажувам не треба, а друго е луѓето кои ќе ги свадат документите, што кажуваат наши тапи, турски тапи, не знам, бугарски тапи, вакви, такви. Значи сето тоа, ако ќе се извади документација со една аргументирана дискусија. Ако го зборуваме Андон Влазов Јанев Ќосето, историскиот консензус околу неговиот лик и дело е единствен. И нема тука некои големи отстапки помеѓу историчар или историска наука, наука. Супер. И затоа кажувам дека треба да се отвори дебата. Еве градоначалничката на Скопје нека отвори дебата. Градоначалничката на Скопје нека покани и тие што ќе бидат повеќе, не една, повеќе дебати нека се зашто. Не, влегуваме повторно во наратив дека ќе се враќа, не се враќа. Ама ако заслужува човекот, зашто да не се врати? Не, окей. Ако се прашам јас за тоа реков,
Треба да се врати, ако се прашувам јас. Ама сите историски читанки велат дека Андон Јанев Лазов Јанев. Андон Лазов Јанев Ќосето не е проблематична фигура во македонската историја, бидејќи тој се борел за независна и суверена, слободна Македонија. Значи, неговата работа што била внатре во организацијата која што сакала да ја постигне таа цел со политички и терористички чинови, тоа е друга работа. Ние збориме за еден човек кој што живеел во различно време, како што каже и градоначалникот. Тогаш за спротивно мислење се легнувало во гроб, не се одало во затвор. Јас мислам дека они си направи Денес имаме член од законот 353 став 5 во врска со став 3, злоупотреба службена функција, ајде во затвор и ајде здраво. Ако може еден Наполеон во Франција Тогаш да немало има така. споменик, зашто да не може Ќосето да има во Македонија? Наполеон убил помалку луѓе и е причина за помалку страдање од оние кои што ги предизвикал Ќосето. Па да дури еден Александар Македонски, ако одиме во таа насока. Работата кај историските личности е што оставиле за себе, а не само И кога сме кај правеме. правдата, Милош, сакам да ја продискутираме ситуацијата околу 27 април. Што се случи на 27 април? Да ме прашуваш? Не, Јакимовски. На 27 април имавме нелегално избран председател на собрание. Тоа предизвика револт кај граѓаните кои што беа надвор од парламентот, граѓани кои што цело време ги предупредуваат да не го прават тоа што го направија. Меѓутоа, очигледно дека имало сценарио во кое сценарио опозицијата наивно влезе, очигледно тој притисок или тој народ, таа маса немало водач кој што сето тоа ќе може да го искоординира, туку работата е излезена од контрола со влегувањето во парламентот. По мене ги осудивме последиците, но не ги осудивме причините. Не осудивме што доведе до влегувањето во парламент и што доведе до тепањето во парламент. Јас веднаш после тоа имав пресконференција како председател на ГРОМ и тогаш ги осудив упадот во собрание и сметав дека треба да сносат последици оние што ја отворија вратата. Тепањето беше недозволиво во парламент, но во исто време мора да бидат осудени оние кои што ги предизвикаа луѓето. Значи, причината мора да одговара и причината, не само последицата. Ние засега зад решетки ги видовме последиците, но не и причините. И мислам дека се претера, дека ова е крајно крвничко изживување. Што беше? СДСМ дојде на власт, работата за која што беше дојден или требаше да дојде ја заврши. Очигледно дека луѓето беа во право, се плашеа дека ќе се спроведе тиранската платформа, се плашеа дека ќе се промени името, се плашеа дека ќе се промени уставот и уставното име. И сето тоа се случи. Да. Сето тоа се случи, граѓаните што го, и мислам дека поготово мој апел е до председателот Пендаровски, треба да смогне сили, не знам дали јас не сум правник, дали аболиција или амнестија за сите овие луѓе треба да се пуштат да одат дома, што беше, дека требаше да оди некој во затвор, требаше да оди, меѓутоа неправедно оние што ја отворија вратата и што ги насочија луѓето да тепат, никој од тие освен притворите не отидоа потоа во затвори, а овие луѓе кои што наивно влегува во оваа работа. Крстомуковски доби 1,3 милиони евра тендер. Кого вие добија? И никој веќе не го спомнува Крстомуковски. Не е честно. И јас имам апел до председателот Пендаровски. Председателе, што беше, доста беше. Доволно одлежаа луѓето, ја платија цената на наивноста, на неискуството, ја платија својата грешка. Премногу е ова што сега веќе не се случува, значи тие луѓе се веќе 6 години по затвор и мислам дека е доволно толку. Осудени се на... Вие гледате во Америка што се случи, имаше мртви луѓе, најголемата казна све се условно, па сега ова се претера.
Ама добро, јас мислам дека е различно целта, тоа го говорев и минатата емисија на тоа што го правеа кон овие политички, за мене политички затвореници во Македонија и она што се случуваше во Америка. Тука мислам дека цело време целта е да се заплаши секој еден кој што е способен, кој што е спремен да го поведе овој народ, да се избори за она што реално него му припаѓа. Оваа држава е на сите нас. Оваа држава не е ниту на Тала Џафери, ниту на Зоран Заев. Не може кој како ќе дојде во држава да го менува уставот, да ги менува политичките правци, а при тоа ништо да не создава и да не остава за идните генерации. Апсолутно ние цело време имаме едно раскрчнување на се што постоело до сега во држава. Нас се што ни функционира, впрочем ми останато како дедовина. И сега овие луѓе, ние цело време збориме за процесот, начинот на кој што е спроведен, селективна амнестија, и се е тоа точно. Но денеска Бојан Јовановски имаше многу интересен текст објавен кај него на Facebook. Тој вели дека бил во секојдневна комуникација со Стефан Богоев, претходникот на градоначалникот, вашиот претходник градоначалник. Значи во таа комуникација се знаело, било планирано сценарио да се предизвика револт од граѓаните. Зошто бил одберен токму 6 часот за да се избира председател на Бојан Јовановски каже дека таа комуникација дури има на телефонот кој што судот одби да му даде одобрение за вештачење. Таа комуникација постои во, како што наведе Боки 13, комуницирале дека намерно одбран тој датум, тој термин, тој термин за избор на председател на собранието. Веројатно причината за која била не ја знаел ниту Стефан Богоев. Исто така Боки Јовановски објасни во денешната негова објава дека за цело време додека траеле протестите и овој процес околу изборот на председател на собрание, Зоран Заев бил во постојана комуникација, релација собрание вила на председателот, тоаш Ѓорѓе Иванов, и дека зад завесите се договарало превземањето на мандатот. Значи ќе го добил во секој случај мандатот. Во секој случај ќе го добил мандатот, во секој случај ќе го добил мандатот и немало потреба ова сценарио кој што се случи. Дури Бојан Јовановски кажува дека во подоцнежната комуникација со овие ликови, како Заев, Стефан Богоев и други, му било кажано на него дека тоа бил пресметан ризик кој што го превземал Зоран Заев со упадот со ситуацијата на 27 април. Александар, фактите говорат и опасностите кои што демнат на Македонија покажуваат дека нас не треба единство. Доста бевме разединети. Нас не треба помирување. И затоа мислам дека тој потез треба да го повлече председателот на државата. Јас се согласувам дека на нас не треба помирување како нација. Од една страна имаме економска криза, имаме на 1000 километри од нас имаме војна, претходно се случи корона, ќе треба да се носат тешки одлуки во собранието, зарем пак ќе земе да апсиме луѓе за да ги притискаме да гласаат, а работи треба да се носат со консензус. Со кого ќе се помириме? Ја ќе го дадам мојот пример. Јас дојдов во општина Карпош и тие што ме пријавуваа во полиција, што соработуваа со полицијата, што дава лажни информации за да можем да бидам уапсан, евентуално да бидам осуден, јас денеска работам со нив. Што ќе беше ако јас дојдам, сега им го направам истото на нив? Ги дигнам на клоци, ги расфрлам, почнам да бркам од работа. Мене ми треба сега секој потенцијал од општината за да можем да ја консолидирам општината. Да обезбедиме проекти, да обезбедиме пари, да можеме нормално да профункционираме. Ако продолжиме со битката меѓу себе, јас за 4 години ќе си отидам, ќе дојде тие што ќе дојдат други, нова пресметка ќе се прави. Во пресметката се вклучуваат и вработени, и виновни и невиновни луѓето. И мислам дека покажа вистински пример на мирен трансфер на власта од еден политички субјект на друг, од власт према опозиција, и токму е тоа мојот апел, дека овие луѓе што лежат треба престанат да лежат затвор и треба потез да повлече председателот на државата. Добро, ако може само јас кога би бил на негово место не би размислувал ни секунда.
Не дека се тие биле некои провомаровски, про наша коалиција и така натаму членови на СДСМ, нека бидат, јас тоа би го направил, доста беше 6 години. Малку ли е да се лежи 6 години за таа работа? Извинете, оно човек што е потегнаше Керинска 4 години затвор. Јас да бев на незиното место. Еве, мене ми направиле зло. Не вратив никому. Јас да бев на незино место, ќе инсистирав човекот, не знам, еве, условно нешто, или не знам, месец, два, или така натаму, сепак е она жена. Ама сега 4 години на 73 години. Милош? Граѓанин, во однос на тоа некое меѓунационално помирување, јас се согласувам дека треба и мора да има тогаш такво нешто во Македонија. Ама имаме тука еден идеолошки проблем. Збориме за две страни, за кои што за едните Македонија е свето име, Македонија е светост, Македонија е се што имаме, и збориме за друга група на луѓе кои што се спремни да дадат се, само во надежда дека ќе живеат подобро. Реалноста и каде можат да вие две групи и ова подолго во наше општество да се сретне е дека и се да дадеме нема да биде подобро, се дека не почнеме да работиме како држава да биде подобро. Милош, затоа се разговара. Затоа се даваат аргументи. Затоа се даваат аргументи. Ако тераме све со инат, до никаде нема да водиме. Јас претпоставам дека овие ќе прават нешто со бугарите. Ќе треба да бараат поддршка од опозицијата, ќе има поддршка, нема да има. Точно. Затоа ние треба, нас сега ни треба единство како никогаш. Повторно ќе кажам, војна е, економска криза, енергетска криза, притискаат бугарите од сите страни, ние разединети како па нормално дека полесно ќе се справи со разединети, и гледате како вика, во моментот во Македонија има нормална влада. Све друго што ќе дојде во Македонија они го смета за нив ненормално, затоа што нема да биде така како што тие сакаат. И наместо ние сега да седнеме и да се договориме, ајде сите да бидеме ненормални. Што ќе прават? Ќе осменат СДСМ, ќе дојде ВМРО исто. Ќе осменат ВМРО, ќе дојде СДСМ, па исто. Ќе го сменат СДСМ, ќе дојде Стефчо Јакимовски, пак исто. Немаат каде, ќе мора да се свртат кон нив. Ама така тука. Ама ние мораме да направиме национален консензус. Вака не бива. Ама пак се враќаме, господине Јакимовски, на принципите за кои што цела вечер мислам дека говориме. Еве, го имаме пример штрајкот на СОНК. Неделков води и преговара во името на сите оние кои што се членови на синдикатот со владата и барат нормално тоа што му го поставиле како синдикат, како барање. Се враќа назад и гласаат сите таму што се во раководните структури на синдикатот за да донесат одлука дали е тоа барање прифатливо или не. Нашите политичари не се однесуваат така. Бујар Османи не ни знаеме за што преговара. Он оди во Софија, вели јас ви ветувам, ги штитам македонските позиции, не се преговара за идентитетот, ама во суштина сите бугарски барања се идентитетски и го загрозуваат македонскиот идентитет. И онда имаме една шизофрена ситуација каде што не убедуваат дека нема да изгубиме ништо. Ние поучени од претходното искуство знаеме дека ќе изгубиме, а имаме една друга група на луѓе, голем број за жал, кои што по етникум се македонци, кои што велат и да изгубиме, ама за да биде подобро. Па зашто сме ние денеска, јас и вие и Александар христијани? Затоа што нашите не сакале да си ја смерат верата пред 300, 400, 500 години и не сакале да се откажат од она во што веруваат. Не е нормално, ќе живееле подобро. Не е нормално власт и опозиција да не разговара. Не е нормално лидер на опозиција и на власт да не се состануваат и да се договараат за битни работи кои што се во интерес на сите граѓани. Тоа не е нормално и тоа не е добро. Околу тоа може да се согласам. Тоа не е добро. Ако ние владата не ја оставиме сама во тие преговори и ако јасно ставиме за знаење што владата ќе добие поддршка, а што не би требало да добие поддршка и зашто ќе имаме консензус дека и да падне утре владата, истото ќе го правиме и ние, не после ние да идеме да предадеме за да останеме на власт. И главниот проблем сега, што ги правиме со овие преговори, што сме подготвени све да попуштиме, е тоа што ние во земјата немаме резултати. Во здравството катастрофа ја пројдовме короната. Во образованието гледа што ни се случува. Економијата ни е лоша ситуација. Судството ни е постојано на критики. Политичката ситуација во Македонија, однос власт опозиција и натаму не. Значи ние немаме пора
на која што ќе кажеме дека ние добро функционираме во државата. И немајки резултати дома, ние, односно СДСМ, гледа да единствена светла точка или единствена приказна за која ќе каже да, ние успеавме, е да отвориме датум за преговори. А бугарите викаат да, ќе ви даеме, ќе ги отворите датумите, ама све ова што треба да исполните ќе си ставиме во договор и кај ќе одите вие, кога сакаат пак ќе ве препнат. И тоа ќе платиме уште поголема цена. Моето мислење е дека ние треба да направиме консензус, да се договориме што е, до каде ние може да попуштиме. И што е тоа што ќе го попуштиме? И власт и опозиција. И нас малите партии да не консултираат. Оти на крај кој им треба да го сменат уставот, притискаат и врз нас, и од нас имат нешто паметно да чујат. Оти не се толку паметни како што се мислат. Значи, и кај нас има искуство за оваа работа. И ние, ако излеземе, која е платформата сега врз основа на која Бујар Османи преговара? Нема платформа. Ако ние кажеме ако ова биде вака, ние ќе го поддржиме, за ова имате мандат, имате поддршка, треба нешто да голтнеме, ќе голтнеме и до тука. И потоа, кој сака нека притиска, од каде сака нека доаѓа, ние треба да не попуштиме ни власт, ни опозиција и тогаш никој нема да губи или да добива политички поени. Ама Ние во цела оваа ситуација само гледаме кој ќе добие, кој ќе изгуби. Овие мислат дека ако потпишат некој договор и ако само им дозволат, па макар и 6 месеца да траат да се отворат преговорите со Европската Унија, дека они победиле, а ние пак како опозиција мислиме дека било каков договор, ако потпишат, тоа ќе биде добра шанса за нас да ги наплагаме, да ги плукаме, за да можеме да собереме политички поени, оти ќе бидат предавници. А факт е, како год да потпишат договор со Бугарија, тој ќе биде на штета на Македонија. И сега големата трагедија нема да реши ништо. Бидејќи ова сега што го гледам од бугарската страна е една и троштина. Да, внесете ги бугарите во уставот, ама ние нема да завршиме тука со барањата. Вие почнете ги преговорите, нели? Имаше одложено вето. И сега ние пак влагаме без договор за кој што ќе гарантира и Америка и Европска Унија подпишани и Бугарија и Македонија, ние не смееме да помислиме да влеземе во преговори. Ама ние имавме 94-та година договор депониран во Обединети нации. Договор кој што е поминат на Совет за безбедност, говорам за името, за ФИРОМ, за привремената референца. И треба нонстоп да ги подсетуваме странците што викаат дека како беше all inclusive и во НАТО и во ЕУ влегуваме со промена на уставното име. Така е, ама и 2008 помеѓу ВМРО, СДСМ и сите политички партии имаше консензус дека црвената линија, дека името нема да се менува ергомнес. Заев излезе на пресконференција после лидерска средба и кажа дека ќе го менува и оставете го Заев. Сега имаме нов премиер. Ама нов збориме за политичка имаме нов премиер кој што ја наследи политичката некултура на Зоран Заев. Добро. Ја не гледам дека постои некаква иницијатива од оваа власт, од овој премиер и од оваа владеачка гарнитура моментално да иницира лидерска средба, заеднички состанок да се утврди. Ама не мора тоа да биде со фанфари и со камери. Па нека не биде. Ако јас за не знам 6 месеца два пати се среќам со премиерот, не гледам зошто лидерот на опозиција не може да се сретне 5 пати во текот на 6 месеца. Што е проблемот? Ако јас сум побарал средба ми била удоволена. Ако еве два пати се среќам со премиерот за 6 месеца, зошто да не може да биде? Ако збориме за работи што се битни за граѓаните, што е проблемот? Лидерот на опозиција се сретне со председателот на владата. Денеска е тој, утре ќе биде друг, може он ќе биде. Веројатно обратно треба да го формулираме прашањето, што е проблемот премиерот да се сретне со лидерот на опозицијата? Зашто не го поканил? Зашто не седнал Бујар Османи да направи пред пратениците да образложи што е до сега во преговорите што се случува? Да видиме да се направи. Милошовски повеќе пати бараше во собранието да биде елаборирано што се преговара со Бугарија. Гледаме дека Ковачевски го контролира неговиот протокол, му вика ајде дојди со нас, те чекаат министри, те чекаат амбасадори, имаш не е тоа протокол, таа жена не беше протокол, таа беше извршен директор на ЗЕЛС. Па добро, што и да е, ама сега на еден премиер да му кажува, завршува. Ние ако цело време сакаме да утврдиме кој е постар кокошката или јајцето, никогаш нема да дојдеме до решение. Ние некогаш треба да направиме некои нови навики и еднаш треба да се почне со однос власт-опозиција.
Не, такви навики постоje и Каков таква сега политичка ќе биде култура- односот власт опозиција додека сме ние опозиција, таков утре односот ќе биде власт опозиција кога ќе бидеме власт. Ама тоа не е добро за државата и не е добро за народот. Апсолутно, околу тоа се согласувам апсолутно. Се согласувам дека мора да постои диалог помеѓу власта и опозицијата по сите клучни прашања. Макар и по прашањата кои што се Јас сум помалку важни. еве критикувам влада, јас сум член на опозиција. Како можам јас да се сретнам со председателот на владата? Како можам помарам средба со министар, имам средба со министар? Зашто да не? Разговараме за проблеми битни за народ. Така да јас тврдам дека тоа треба да биде така. И ако отиде Таква- Кристијан да се види со премиерот, они ќе разговараат за државните проблеми, не за надпревар фудбал или не знам, или за ракомет. Па ја имаше неколку лидерски средби претходно, не видовме Ама некој... оставите ги лидерските средби пред камери, ушминкани, намирисани. Ајде да видиме дали може да имаме лидерски средби што ќе се прават како нормални средби. Не мора да тоа да биде пред камери, не мора тоа да биде објавено во јавност, дури тоа ни е побитно да имаме ние за одредени прашања консензус и за одредени работи од делот на економијата, животниот стандард, енергетиката, односите со соседите, евроинтеграцијата и така натаму. Значи битни точки за кои што треба да имаме консензус, реформите во судството, значи се 100 битни работи кои што треба да ги разговараме. И зашто да не се договориме? Пак ќе кажам, каков ќе биде односот на власта кон опозицијата сега, таков ќе биде утре на власта која ќе се смени према опозицијата, ама тоа не е добро за народот. И повторно ќе кажам, јас дадов пример во Картош дека можеме да направиме, све зависи од првиот човек. Ке земеш да правиш реваншизми, ке земеш да колиш да бесиш, ке земеш секој документ да го гледаш, ке поднесуваш кривични пријави, ќе апсиш луѓе, ке измислуваш кривични дела, неработењето свое ке го покриваш со грешките што ги правил твојот претходник и така натаму, или ќе се фатиш за работа и тие што имаат потенцијал, и ако биле назначени од претходниот градоначалник, ќе ги вклучиш во решавање проблеми на граѓаните. И е така или не е така? Така си. Тука би сакал да прашам дали има нешто што не го опфативме како тема, не го предискутиравме, само да кажам заради објективност, бугарскиот министер за финансии пред малку објави дека газ за Македонија и за сите земји кои што се снабдуваат со газ преку цевководот турски тек ќе има, освен за Бугарија. Значи ќе биде запрен за Бугарија, но ние Македонија и Србија и која исто така има Значи ние ќе плаќаме во рубли. Ние ќе мораме да плаќаме во рубли. Па Да. истата е таа приказна преска што кажав, значи ќе се зголеми, да речеме, потребите на Македонија, ама дел од тој газ ќе биде продаван потоа на Бугарија. И јас не можам да сватам тоа се која е поентата на Тоа се точно, тоа се шпекулации, не знам дали тоа може Инаку, да го на направиме. крај да ве насмеам, дали знаете бугарите како бирале министер за финансии? Не. Обично првиот збор што ќе го каже дете, бебе, нели кој ќе отприлика дојде на година дена, е мама. А бугарите барале да видат кој дете прво ќе каже њама. Првиот збор да му биде њама, тој ќе биде министер за финансии, што ностоп ќе вика њама. Пајте, сега няма газ. Няма газ. Няма газ само за За нас. всичките хора. За всичките хора ще намереме за А мрслиците од Македонија Да. ќе користат газ кој што транзитира. Преку Бугарија. Ние ќе имаме и веројатно ќе мораме да оплаќаме во рубли заради Само се тоа. мислам од кај скочија сега тие рубли, не ми е јасно. Не знам. Кај ги имаме не? Не знам. Ја рубља со очи не сме. Знаеш што е многу голема иронија? Имаше објавува македонската влада дека нели воведуваме санкции кон Русија. 3 дена по објавувањето на санкциите, по воведувањето на санкциите, СОЗР дури имаше и апели од министри за економија, од министерот за економија, од други политички фигури во владата да не точат гориво на Лукойл заради тоа што ја финансирале војната во Украина, ја финансирале руската војска на тој начин. 3 дена потоа СОЗР, значи служба за општи и заеднички работи на владата, склучува договор вреден половина милион евра со Лукойл. А види, добро, тоа се Вие дали знаете економски. дека Лукойл има 1200 бензински пумпи во Америка? Стоите американски? Да, има. 1200 бензински пумпи.
И сега ги Америка бува ги финансира- пецна што министерот за економија у 17 бензински пумпи на Лукойл во Македонија нема, он кажал, ама го послушале сите тројца да не напунат во Лукойл. Само за крај мислам дека ако имаме малце време можеме да прокоментираме за ситуацијата во Транснистрија. Каде? Во Приднестровје, во Транснистрија, она што се случува, значи идеме на неколку Да, геополитика не фатиме вечерва. да, неколку дена поред Таму имаме мислев ќе се спасам. неколку дена имаме поред напади со лесно После емисија вооружување. пак руски инфлуенсер ќе видиш. Да, не, руски ама, инфлуенсер. Ама ја руски инфлуенсер, а тие рубли у джеп имат. Не ми е јасно како тоа. Рубија држава. Не ми е јасно како тоа. Таму има сериозен, тоа може да биде сериозна опасност за целиот регион, дури еколошка катастрофа да се случи, бидејќи во Транснистрија, во Приднестровје, во само прогласената република, измеѓу нуклеарна боева глава и економска и еколошка катастрофа би избрал еколошка, брат. Не, знаеш што е случајот? Има депо, магазин за оружје од Советскиот сојуз кој што остана тамо, има 20.000 тони оружје. Се проценува некаде дека околу 50% од тоа оружје е функционално, останатото не е, но сепак има големо барутно полнење и во случај да експлодира тој магазин, буквално пола Молдавија ќе ја снема, а последици ќе трпи цела Мило, Европа. што мислиш ти 20.000 тони муниција и оружје се сместени во дрвени бараки? Па не, ама ако падне некоја точка у Па и точка У да падне. Значи тие се сместени во само може кинџалот тоа да го дига од подземја. Све е тоа сместено под земја со бетонски бункери, непробојни и така натаму, не е тоа едноставно. Инаку во Приднестровје русите имаат 25.000 војска, воглавно се вооружени со тенкови Т-64, имаат отприлика околу мислам дека околу 200 тенкови, БТРи, немаат некое современо оружје. Мислам дека сега се обидуваат да Ама 25.000 руски војници е поголема сила од регуларната армија на Молдавија. Да, тоа на времето 92 година имаше напади од страна на националисти од Молдавија кај претежно руско население кој што живее по како да кажам рубовите на Молдавија и тогаш 146-та руска армија, значи дел од 146-та руска армија влезе на чело со генерал Лебед, оној кој што погина, сеќавате со хеликоптерот, и од тогаш руските војници таму имаат статус на мировни сили. Мислам дека сега се прави една тактика да овие сили што се тамо да не тргнат кон Одеса. Затоа што сепак тоа се скоро 3 дивизии војска, дел од нив ако тргне кон Одеса би било значаен удар од практично странично кон Одеса, од кој што се очекува или воден или воздушен десант на Одеса и мислам дека се обидуваат да ја вовлечат и Молдавија евентуално во војна, мада молдавското раководство во оваа ситуација прилично се здржи резервирано, дури и без воведување санкции кон Русија, без некои посебни осуди, прилично внимателно се однесуваат, зашто може да се случи по решавање на битката кај Донбас, ако се тргне кон Одеса и Николаевска, следното е да се оди према значи да се поврзат кон Приднестровје, затоа што замената на таа војска со опремата цела проаѓа преку Украина. Вие се сеќавате, НАТО кога вршеше замена на Косово, тие проаѓа преку Македонија. Значи една регимента или еден дел од армија или од некоја дивизија комплетно со се тенкови, со се оклопни транспортери, муниција и се што имаат, значи заминуваат, логистика цела што имаат, си одат, доаѓа комплетно друга војска и они целата таа замена ја прават низ комплетно украинска територија. Дали они ќе одлучат тој дел да го поврзат со овој источниот дел, за да утре немаат никакви проблеми при движењето на тие воени колонии, останува да се види. Воглавно во Донбас се можни 3 сценарија. Едното е сценарио да оствари победа руската војска со можност
да дозволи преостанатиот дел од украинската војска да се извлече, значи да се извлече и тогаш украинската војска ќе има се уште сериозен капитал во војска која што е прилично добро обучена. Втората варијанта таа војска да биде обколена и уништена, и третата варијанта е да победи украинската војска. Мене многу поверојатни ми се овие првите две варијанти отколку ова третата варијанта, и проценката е дека битката за Донбас е најголема битка после Втората светска војна. Значи од 45-та година па нааму се содруваат две армии кои што отприлика бројат по 100.000 војска едната и другата. Мислам дека Александар тоа изанализиравме ситуацијава околу Украина. Тоа што ќе се случува во Она што е, извини Милош, она што е опасно, гледам пред 2 дена американски генерал со 4 звездици, кој што бил дел од јужното крило на НАТО, заговара да НАТО интервенира во Одеса. За нив е битна Одеса, колку што слушам веќе во Николаев имало 2 поморски бази англиски, кои што тајни бази. Значи, да не дозволат одсекување на Украина од Црното море и да се вмеша и НАТО за Одеса. Ако тоа се случи, мислам дека војната ќе има невидени размери. Невидени размери во кои што тоа ќе пламне цела Европа. Колку да не остане недокажано и недообјаснено. Инаку овој човек е со 4 звезди, е советник на Обама. Односно на Бајден. Да не остане недообјаснето, веќе се вади од контекст оваа изјава околу помирувањето во коментари. Што значи се вади од контекст? Се вади од контекст во смисла на тоа дали Стефче сака да каже дека кога ќе се смени власта да не одговара за криминалот. Мислам дека ти објасни секој да си одговара за криминалот, но не да се пуштаат кривични колку за да има кривични. Ама кој е он да каже дали некој има криминал или не? Има органи, па ќе правиме исто. Ќе ги притискаме органите за да апсат луѓе зашто ние сме рекле дека некој има криминал и они пошто пото да докажуваат имало немало криминал, пак истото ќе го правиме. Пак ќе страдаат семејства. Моето семејство е жртва на таа работа. Има органи во оваа држава. Па ние ако доаѓаме на власт за, не знам, имал некој криминал, кој си ти да кажеш дали има некој криминал не? Си има судство и си има обвинителство, нек си тера своја работа, ја е здраво, ништо повеќе тоа. Ама ако идеме со политички нарачки за некого да ја одбереме личноста, па да докажуваме дека тој има криминал, пошто пото, инаку за мене знаете што кажува? Во првите 7 дена ќе ми докажат 2 милиона евра криминал. Ќе ми променат над 80 станови. Акции во, како се викаше ова, во Volkswagen. 120 милиона евра во германски банки и така на станови во Њујорк, што какви све глупости не. Значи, што нарачуваше политиката, тоа испорачуваше органите на прогонот. Пак истите работи ќе ги правиме. И после ќе ни биде криво судството, затоа што одредени луѓе не можат да бидат осудени, затоа што нема докази. Ама ќе биде смешно ако и судството се впушти во остварување на такви нарачки. Мојот апел е да престанат тие работи. Сима органи нека се терат својата работа. Има ревизори, ќе си дојдат, ќе се видат, има некој кривично дело, нема, ќе се процесира и завршена работа. А ако ние правиме нарачки за некој дека треба да оди во затвор, може мене Александар не ми се допаѓа. Значи ли тоа дека треба да го ставам во затвор? Или сите политички противници? Имало криминал? Да, има. И нека си го гонат институциите. Обвинителството со сите други органи на прогон. А ние како политичари да даваме нарачки луѓе да бидат процесуирани и пошто пото да им бидат докажувани вина и таму каде што е нема, за 1000 виновни осудени еден ако е невин, ние правиме огромен злочин. И мислам дека таа работа треба да престанеме. Вие гледате дека имате токму колеги од опозицијата кои немаат никакво кривично дело направено, веќе се осудени на многу годишна робија. Тоа така лесно ние си го прифаќаме. А луѓето да кажуваат дека немаат никакви кривични дела направено.
Меѓутоа, политичките нарачки ќе не уништат, сите ќе не уништат. Тука мислам да ја завршиме емисијата. На ова што и да додадеме ќе биде излишно. Читете Инфомакс, следете не среда, петок, недела. Тешки моавети понеделник наше Скопје со градоначалничката на град Скопје Даниела Арсовска. Читете Инфомакс и добивате ги информациите без цензура и секогаш први. Довидување. Поздрав. Ја прашувам, Адев, порад, Пративме да чува.